Почитувани гледачи, добро вечер. Следниот викенд започнува, односно се крева завеста на фудбалскиот шампионат на пролетниот дел фудбалскиот шампионат во втората македонска фудбалска лига и во првата. Се една седмица подоцна е планирано да започнат преговорите во трета лига, па потоа следува општинската фудбалска лига, па тоа е и причината што малку ќе ги овие емисии одморам моите спортски легенди на Кочани што се. Затоа денес од актуелните спортски работници поканих двајца во студиото. Тоа е Љупчо Папазов, председател на Општинскиот фудбалски сојуз на Кочани, и Сашко Ангелов, председател на судискиот актив на Општински фудбалски сојуз Кочани, воедно и комесар за делегирање во третата фудбалска лига исто. Добро вечер за двајцата. Сакам пријатно се чувствувате и да поразговараме некои теми што се актуелни пред почетокот на првенството. Благодарам за поканата, поздрав до гледачите на Канал 8, поздрав до љубителите на фудбалот. Вака, во саботата што измина го имавте вие редовното годишно собрание на Општински фудбалски сојуз, на која имаше повеќе интересни точки, меѓутоа една од главните поенти на која се даде поголема важност беше усогласувањето на статут на Општински фудбалски сојуз со веќе усвоениот статут на на фудбалската федерација на Македонија. Што всушност предвидуваше оваа точка, да појасниме за нашите гледачи, бидејќи така кога се сретнуваме на улица, некој ме праша да ги толкувам тие промени. Најпрво ќе се навратам малку хронолошки за настаните. Значи, ние во почетокот на 2011 година, некаде таму во април месец, одржавме исто така собрание на Општински воредно собрание на Општински фудбалски сојуз Кочани, при што го согласивме делот од статутот на Општински фудбалски сојуз Кочани со законските решенија кои се нудат во моментот и одредени формулации кои требаше да ги промениме, при што го направивме истото и се регистриравме во Централниот регистар на Македонија. Во април месец исто така Фудбалската федерација на Македонија организираше редовно годишно собрание, на чиј дневен ред исто така беше усвојување на статут на Фудбалска федерација, при што се наметнаа многу теми и работи кои треба да ја подобрат работата во фудбалската организација, да ги подобрат односите меѓу федерацијата и општинските фудбалски сојузи, да го организират начинот на работа на највисокото тело во општинските фудбалски сојузи и во федерацијата. Значи, и годинашно собрание на Општински фудбалски сојуз Кочани во делот на усогласувањето, односно усвојувањето на новиот статут на Општински фудбалски сојуз Кочани и усогласен со фудбалскиот статут на Фудбалската федерација на Македонија, беше во тој правец. Би издвоил неколку работи кои значат уредување на односите во фудбалските организации на ниво на општина и усогласување со фудбалските акти на федерацијата. Пред се ги уредуват начинот на работа на собранието како еден од највисоките органи на организационна поставеност на општинските фудбалски сојузи, односно федерацијата. Го уредува делот на водењето на годишното собрание, го уредува изборот на работни тела, го уредува деловникот за работа на собранието и одредени други ситни прашања кои се од формален карактер. Од суштински карактер, новите измени носат уредување на односите на приемот на нови членки во состав на општинските фудбалски сојузи, го уредуват изборот на делегатите во највисокото тело на општинските фудбалски сојузи, односно и на федерацијата согласно со статутот на федерацијата, при што се дефинират бројот на членовите на делегатите зависно од рангот на надпревари во кои настапуваат членките на Општинскиот фудбалски сојуз. И тука сакам да искоментирам една дилема или едно прашање кое беше поставено и таму на собранието и лебди во јавноста за бројот на членовите од представниците, односно членките на Општински фудбалски сојуз Кочани. Значи, бројот на представниците во највисокото тело на Општинските фудбалски сојузи, односно собранието, се утврдува во моментот на годината кога се врши избори.
изборна година и за Федерацијата, за Фудбалската федерација на Македонија и за Општински фудбалски сојуз Кочани беше годината 2009. Статусот, односно нивото кое го има членките, односно фудбалските клубови во моментот на изборното собрание, го утврдуваше и бројот на делегатите за собрание. За наредната изборна 2013 година, исто така, статусот кој ќе, или рангот на надпреварување кој ќе го имат членките на ОФС Кочани, ќе го дефинира и бројот на делегатите во собранието. Во исто време се уредува, со новиот статус се уредува надлежностите и ги од организационите форми, значи органите и телата на Општинскиот фудбалски сојуз, при што се утврдува дека постојат два одбори, одборот на фудбалски суди и одборот на фудбалски тренери, повеќе комисии или комесари зависно од дејноста, значи комесар за надпреварување, дисциплинска комисија, односно дисциплински комесар, комисија за регистрација на фудбалери и така натаму ги утврдува во суштина организационата поставеност на Општинскиот фудбалски сојуз, ги утврдува надлежностите во делот на работата на застапникот сега, на претседател на Општински фудбалски сојуз носи наслов застапник, при што застапникот е и претседател на Општинскиот фудбалски сојуз и претседател на собранието на Општинскиот фудбалски сојуз како највисок орган. Ги утврдува составот, односно остава можност новиот статут, управниот одбор да го утврдува бројот на членовите во управниот одбор, утврдува право на претседател на Општинскиот фудбалски сојуз да бира 1/3 од членовите на управниот одбор, ги утврдува надлежностите и пред се задачите на оваа форма на организација на фудбалските клубови и ја дава и обврската за пропагирање, организирање, контролирање на сите нивоа на надпревари на територијата на Општински фудбалски сојуз Кочани. Сакам во овој момент да го истакнам и моментот дека членови на нови после изборното собрание во 2009 се представниците од фудбалските клуби Малеш 1919, ФК Каменица Саса, Пехчево, Напредок Пехчево, значи како нови членки, и тие за жал во моментот немат своји представници во работата на собранието, но имат делегирано своји представници за други категории на организационна форма во Општинскиот фудбалски сојуз. Од женскиот, токму тоа сакав да прашам, од женскиот фудбалски клуб Оризари, односно иднина се го креваа гласо, токму зошто го поставуваат често прашањето преку медиумите, и вака лично мене ми поставуваат прашање, зошто немат ниту еден представник тие во Општинската федерација, бидејќи годишното изборно собрание се изврши 2009 година, токму во Оризари беше. Тие настапува, имаат регистрација заедно со фудбалскиот клуб Младост Оризари, исто како што имаше регистрација женскиот фудбалски клуб Кочани со фудбалски клуб Кочани. И сега но Младост Оризари во 2009 година не се надпреваруваше, женскиот фудбалски клуб не се надпреваруваше во првата лига за жени на Македонија. Значи тоа е фактот, тоа се условите. Лимитирачкиот факт заради тоа што нема 4 делегати. Сегашниот статус, ако во оваа година биде и го задржат статусот на прволигаши во 2013, ќе искористат таа можност и ќе имат 4 делегати во собранието на Општински фудбалски сојуз Кочани. Тоа го расчистивме. Додека беше собранието, исто така едно прашање што можеби мислам дека беше поставено на место, иако неколку пати е поставено. Јожи Јефтимов, бидејќи вие како Општински фудбалски сојуз ги застапувате на сите клубови што се надпреваруваат во третата лига. Тој го напомна прашањето дека дел од котизацијата што им има останано, а ја платено во Општински фудбалски сојуз Штип, каде што беше третата фудбалска лига, седишто на третата фудбалска лига Исток, уште не им се вратени средствата. Јако Мили Спирковски предложуваше дека тоа може да се реше по најлегитимен пат, е тоа по судски пат, ако не сакат да ги вратат парите, а бидејќи мора да ги вратат. Дали вие нешто во тој домен ќе преземете, бидејќи тие се членове на вашиот Општински фудбалски сојуз? Значи, без разлика што се работи за и во овој случај членка која е од друга општина, како што рековме и за интересите на фудбалските клубови од територијата на Берово, Пекчево и Каменица, исто така за ова сме должни да ги штитиме интересите на фудбалски
фудбалските клубови кои членуваат во нашиот општински фудбалски сојуз. За исто прашање расправавме на управниот одбор на општинскиот фудбалски сојуз и фудбалскиот клуб Чешиново, односно Јожеев Тимов како голем ентузијаст и любител, борец за фудбалската игра, има целосна поддршка и од собранието ја доби на последниот состанок и ја има поддршката и од управниот одбор. Како општински фудбалски сојуз и како управен одбор ќе упатиме барање во името на фудбалскиот клуб Чешиново да му дадеме целосна поддршка, средствата кои му следуваат, односно средствата кои треба да му бидат ставени на располагање, да ги има на располагање. Значи нашето барање ќе оди во правец кон управниот одбор на фудбалската федерација и кон координаторот на третата македонска фудбалска лига Исток. Благо Истатов што е. Така, да. А спомнете трета фудбалска лига, еве сега и другиот гостин. Сашко, ти си од минатата година, мислам, комесар за делегирање во третата фудбалска лига. Воедно си председател на судискиот актив при Општински фудбалски сојуз Кочани. Најпрво сакам да те прашам, вака како оваа година гледам дека многу судии напреднаа во вашата организација, односно се стобија со некој ранг повисоко од судиите. Со каква бројка вие располагате во судискиот актив? Му дајме малку пауза на Љупчо да одмори. Во судискиот актив колкава бројка имате и во кој ранг на надпревари се ви распоредени овие судии? Најпрво да ги поздравам гледачите на вашата телевизија и да ви одговорам на вашето прашање. Како што напоменавте вие, за текот на наредниот викенд ќе започне првенството во првата и во втората лига. Со самото тоа, судиите кои судат на надпреварите на првата и втората лига и контролорите кои контролират тие надпревари, претходниот викенд има семинар во Охрид и ние бевме застапени со двајца судии кои се на главната единствена листа. Тоа се Ангелов Александар и Јаневски Драган и еден асистент Богатинов Игор и асистентка Илиевска Снежана која е од Македонска Каменица, а Каменица е под нашиот општински фудбалски сојуз. Значи ние во бројката на судии што се застапени во прва и втора лига сме застапени со 4 судии, републички судии, а контролори од нашата општина од цел источен регион, тоест од Струмица, Штип, Радовиш, Пробиштип и тука Берово, Делчево, Кочани, има вкупно 7 контролори со стекната лиценца А и Б, а од тие 7 контролори, 5 контролори лиценцирани се од Кочани и 2 од Штип. Значи нашата застапеност на судии и контролори во највисоките лиги е на доста завидно ниво и може да кажам дека добро котираме во таа сфера. Конкретно за третата лига Исток, каде сме застапени со поголем број на судии, семинарот ќе биде овој викенд ќе биде во Велест и за прв пат ќе се организира освен во Струмица и во Штип, ќе се организира надвор од нашиот регион и семинарот ќе нема да присуствуваат само судиите од третата лига Исток, него ќе бидат и од северозападниот регион и од јужниот регион, значи 3 региона ќе имат заеднички семинар, на кој семинар ќе ги полагат физичките норми, а воедно ќе имат и тестирања и предавања. Значи ќе бидат во можност да ги споредат својата физичка спремност и со другите региони и својата текстуална подготвеност како на кое ниво се. Инаку застапени во третата лига Исток сме со 13 судии, од кои тоа се 4 девојки. И ние сме еден од ретките општински фудбалски сојуз кои сме застапени со 5 женски судии. И представуваме стварно пример. Значи, кога ќе земеме целата бројка, нашиот општински фудбалски сојуз или судиската организација има 5 контролори, има 17 судии и поголем број на делегати. Значи, ние сме повеќе од 30 луѓе што сме ангажирани само во судиската браншта, тоеш во судиската организација. Вие како председател, како сте задоволни од судењето во есенскиот дел од првенството, односно од она што го покажаа судиите од Кочани? Оваа година, изминатата полусезона, како комесар на судиите од третата лига Исток, морав да бидам информиран не само за нашите судии и за судиите од другите општински фудбалски сојузи, поради тоа што
со самото добро судење, тие суди што судат добро треба да бидат наградени и да судат и да се унапредуваат повеќе, а тие што малку назадуват да бидат помалку застапени. Застапеноста на нашите судии од Општинскиот фудбалски сојуз Кочани беше на поголем дел од надпреварите и со своето квалитетно судење ние имаме судии, зборам за претежно за главни судии, што го имат изнесено теретот на третата лига Исток. Што значи дека сите позначени надпревари, сите дерби надпревари од третата лига Исток ги судија судии од Кочани. И на општо задоволство, мислам дека судиите си ја завршија работата како што треба. За цела полусезона само еден судија имаше добиено негативна оценка од 7-9, додека сите други судии имат позитивни оценки, и морам да истакнам дека се работи претежно за млади лица кои се околу 20 години, што стварно можат да напреднуваат во судиската кариера. Со самото тоа ние што преку годината имаме општинска, застапени сме во Општинската фудбалска лига, Пионерската лига, од оваа година Младинско-кадетската лига, застапеноста во третата лига, судењето на женската прва лига на иднина ЕС и на Кочани, и преку организирањето на илинденските спортски игри и богородичниот турнир во Подлак, значи судиите имат еден континуитет и постојано судат. Тука морам да напоменам дека и училишната лига која треба и наскоро да започне, надпревари на екипите. И имат стварно еден постојан ангажман и со тоа и се пружа можност за нивно напредување. Како ќе го дочекате првенството сега што почнува од судиски аспект? Па тоа можеме да го коментираме после сабота, кога судиите ќе ја извршат својата проверка, тоа како што реков на физичката издржливост, тестовите, нивната лекарската состојба каква е, тежината, и после тоа ќе можеме да коментираме и нашиот Општински фудбалски сојуз и судиите од третата лига Исток со колкава бројка, колкава е спремноста, поради тоа што судиите што имат поголема килажа, што ќе паднат на тестови, што нема да ги издржат физичките норми, тие судии нема да бидат застапени до повторното полагање. А тоа обично е за месец и пол. Значи, вие спремно сепак сте спремни за првенството, така? Па ја мислам дека ќе бидат спремни, пошто гледам доле имаше во подготвителниот период нашите судии ги судија надпреварите и одреден дел на судии беа присутни на тренизи, само се подготвуваат и мислам дека ќе биде како и до сега што беше на општо задоволство дека поголемиот дел или сите ќе ги положат тие норми. А председатели, вие што очекувате? Еве, на прагот е, рековме, првенството прва, втора лига, потоа трета лига и вториот дел на Општинската фудбалска лига Кочани. Бидејќи во Општинската фудбалска лига Кочани се надпреварат само 6 екипи, заради фактот дека со секоја на организирана сезона надпреваручка, нашите прваци успешно продолжуваат да се надпреваруваат во третата македонска фудбалска лига. Бројот на екипи заинтересирани за учество во Општинската фудбалска лига се сведе на овој број. И во моментот, благодарение на одреден број ентузијасти од околината на општина Кочани, кои се трудат да организираат деца кои сака да се надпреварат, сака да учествуваат во организирана форма на надпревари, и после успешната есенска сезона сметам дека заради таквата состојба во фудбалската организација, кои се најголеми носители на организационата форма, делегатите кои се делегираат на надпреварите и комесарот за надпревари на Општинската фудбалска лига, ќе успееме дочекано, спремно да го дочекаме пролетниот дел од првенството и ќе одговориме сигурно на задачата која не очекува во пролетниот дел. Вие сте воедно освен председател на Општинскиот фудбалски сојуз, воедно сте и председател на фудбалскиот клуб Кочани. Фудбалскиот клуб Кочани се до пред 2 години доминантно првенство се напреваруваше во Општинската фудбалска лига. Имаше екипи со млади деца настапуваше, меѓутоа оваа година, дали од финансиски гледан аспект, дали од реалната можност што нема ги тие дечиња дали во ово што предо, вие абстиниравте од ова надпреварување. Значи, фудбалскиот клуб Кочани е организиран на 3 нива, во пионерска категорија. Ланската сезона се надпреваруваме во Општинската лига Кочани со кадетската екипа, која го беше надминала
рангот пионери. за направување како пионери. Ова година со желбата и со можноста да помогнеме и на фудбалскиот клуб Осогово и на фудбалерите кои сакаат да се преваруваат поактивно и да ги пробат своите сили со еден поширок круг на екипи, им дозволивме да поминат во фудбалскиот клуб Осогово и немаме во суштина кадар и фудбалери за да се преваруваат во категорија на општинска фудбалска лига. И третото ниво е женската фудбалска екипа, односно женскиот дел од фудбалскиот клуб Кочани, кој се направува во првата лига. За жал оваа година со помал успех. Сметам дека тренерскиот тандем Андов Јовановски ќе успеат да ја консолидират екипата, да направат една селекција и да овозможат за наредната сезона на старите патеки да се вратат на старите патеки и да ги постигнуваат повторно резултатите кои го красија фудбалскиот клуб Кочани. Имате многу добра соработка со, ајде да кажем, со Сашко, а преку Сашко мислам на релацијата Општински фудбалски сојуз и судиски актив на суди. Меѓутоа, еве, деновиве после нашата најава на одреден медиум, ево ќе кажем, во порталот Комарец, за она што се случуваше на годишното собрание, пројавуваше некоја реакција од одреден број суди па и делегати. Јас ви го спомнав тоа и пред емисијата, дека не били измирени обврските, односно од Општинскиот фудбалски сојуз имал обврски за некои. Дали е точно таа констатација и кои се причините за тоа? Точна е констатацијата, нема на вистината секогаш треба да и се гледа во очи. Значи Општинскиот фудбалски сојуз Кочани, кој го организира првенството на Општинската фудбалска лига и во исто време го и финансира првенството. Значи ние како Општински фудбалски сојуз должиме на активот на, односно одборот на фудбалските судии, делот на судиските такси и дневниците за есенскиот дел од првенството. Заради моменталната финансиска ситуација, односно неможноста на сите да им го исплатиме во исто време, кога ќе се акумулираат средства, а знаеме дека Општинскиот фудбалски сојуз извори на средства се од регистрациите на фудбалери. Сега е таков период кога треба да се пререгистрираат сите фудбалери и фудбалските клубови и очекуваме дека ќе се приберат доволен број на средства за да го подмириме овој долг кон фудбалските судии. Значи стоите за тоа дека имате долг према судите. Меѓутоа јас Сашко би го нешто друго прашал. Судите си го барат и делегатите своето, а дали ги имат измирено чланарината што треба да плаќат? Јас да се надоврзам на дискусијата на Папазов. Факт е дека тоа пред се работи за минимални средства. Таксите за Општинската фудбалска лига, за судиските такси и делегатските такси се минимални. Тоа е символични цени и не се работи за некои средства, меѓутоа стое тоа дека не се исплатени. Уја па и еден денар бара да му се плати. Меѓутоа мораме да нагласиме дека и судиите, контролорите, делегатите исто така си немат и подмирено чланарината за претходната година до крај. Тие дел од чланарината има подмирено за првите 6 месеци, така си имавме договорено на нашите состаноци, го информиравме и управен одбор дека на 2 пати ќе се плаќа чланарината. Мораме да кажеме дека и таа е символична, меѓутоа и таа не е исплатена. Тие само барата, своите обврски не ги извршуваат. Мораме да нагласиме тоа. Ќе дозволите уште еден мален коментар кога збореме за ова прашање. Во суштина не се работи за недоразбирање, се работи за недостаток на средства, еднократно да се исплати тоа и морам и да го потенцирам и фактот дека на еден од управните одбори во есенскиот дел или пред почетокот или во текот на самото првенство извршивме и изголемување на доместоци за фудбалските судии на ниво на останатите фудбалски сојузи кои се тука од источниот дел и се работи за поново ќе кажеме за мал износ кој сигурно ќе го исплатиме многу брзо. Се надевам, мислам да вие се стоите секој пат на зборот кога тоа кој имавме емисијата некои работи што ветивте дека ќе ги остварите, вие ги направите за овој период од тие неколку месеци. Меѓутоа вие како претседател што би ќе преземете против оние што не ја извршуваат чланарината, односно плаќањето? Дали ќе преземете некои санкции бидејќи тоа ви дозволено? Во правилникот за судии и судење, значи лицата што немат платено чланарина, тие не се членови на таа организација. И со самото тоа, на судиите што немат платено чланарина,
Значи тие немат да можат да судат во рангот кај што судат, почнувајќи од повисоките лиги и најдолните. Меѓутоа никој пат не е дошло до тоа и да се размислува за такво нешто и тие коментари беа и на одредени суди и не на сите и делегати. Меѓутоа мораме да го малку повеќе разјасниме и за јавноста да не мислат дека станува за некоја висока сума една судиска или делегатска такса за трета лига, за општинска лига изнесува 300 денари. А во нашето првенство се играа 5 кола. Да. И во тие 5 кола не беа сите судии застапени 5 пати или делегати, па може сега некој да си направи. Максимум околу 1000 денари на некој му се должи. Значи некој одредени. Добро, тие реагираат секој пат. Реакциите се во право, меѓутоа не држи место. А не се им реакциите во право, вие што им гледате низ прсти, тоа сигурно не ги засега тоа, не? Не држи да се дига толку прав за толку минимални средства. Добро, јас и честно и требаше да го поставам во прашање, бидејќи реагират. Од кои извори, не знам, се дознале кои ми бидат гости. И мало разбирање меѓу управниот одбор, тоест председателот и судиите со одредени задоцнувања се биле исплакени секогаш средствата. Значи никој пат не е било и сум сигурен и убеден дека управниот одбор и председателот ќе најдат сили и пред почетокот на пролетниот дел од нашата општинска фудбалска лига, средствата што се должат на судиите и делегатите ќе бидат исплатени пред почетокот за да може да си почне со чисти сметки наредното првенство. Тоа е добро. Вие, Папазов, освен општинската фудбалска лига што рековме за фудбалскиот клуб Кочани, која ви е целта сега со пионерите со оглед на фактот што пионерскиот погон минатата година беше несомнено еден од најуспешните, да кажам, екипи во општина Кочани, без разлика за кој ранг надпревари се однесува, беа шампиони без ниту еден загубен бод, го освоија купот, стигнаа до четвртфиналните надпревари за разигрување на првак и победник на купот на Македонија, што сепак може да кажеме дека успех еден голем и нешто што треба да го сите цениме. Многу ми навеа скептици дека со промената на генерацијата, бидејќи многу отидоа во погонот на ОСО во кадети и во јуниори, дека ќе има осипување. Меѓутоа, вие сте повторно на првото место. Па председна организираниот и стручен начин на работа со овие категории на фудбалери, фудбалскиот клуб Кочани е расадник на пионери и фудбалери кои натаму созредуваат или се продолжуваат да се надпреваруваат во повисок ранг на надпреварување. Амбициите на фудбалскиот клуб Кочани се работа во овие три категории кои пред малку ги набројав. Ќе продолжиме со истото темпо, ќе им дадеме можност и на оваа генерација да се надпреваруваат во источниот дел од првенството на источниот регион за пионери. Ќе им дадеме можност да учествуваат во куп надпреварите во пионерска конкуренција и се надевам традиционално поново во септември по повод 7 септември ослободувањето на Кочани и 8 септември денот на државност на Република Македонија ќе го организираме традиционалниот фудбалски турнир и ќе овозможиме да се преслушаат на некој начин со фудбалски клубови или од повисок ранг или од територијата на Република Македонија, или ќе се потрудиме оваа година да донесеме и со фудбалска школа од соседните земји. Му дадете значи некој посебен белег како меѓународен турнир ќе го направите? Ќе се потрудим. Да го искористам вашиот збор додека со вас разговарам за при крајот пред да завршиме со она за што беше оваа емисија наменета. Како го гледате единствениот второлигашки клуб од општина Кочани во пролетниот дел на првенство со оглед на фактот што нема некои позначајни засилувања, некои играчи го напуштија, клучни играчи, како Владко Коцев што беше и Дарко Лазаревски, беа клучни играчи, особено не успеа да доведе, бидејќи сите што сакаа да дојдат во природниот рок параа поголема сума на пари, а особено се наоѓа во зоната на испаѓање.
Баш Прво како би ги коментирал односите меѓу фудбалскиот клуб Осогово и општинскиот фудбалски сојуз. Тие се на едно коректно ниво, на ниво каде се трудиме да пружиме стручно административната поддршка комплетна, поддршката комплетна во однос на Фудбалската федерација на Македонија, во поглед на контактите со другите органи на Фудбалската федерација, значи е коректна и максимална е поддршката. Во делот на организационата поставеност и кадровската екипираност или располагање со бројот со квалитетни играчи, само ќе го кажам коментарот дека таму се прават изворедни напори, значи едни фудбалски ентузијасти кои работат подолго време заради одредни случувања во почетокот на првенството и во текот на самото првенство, кога влегува и излегува фудбалски работници од клубот, во фудбалскиот клуб Осого, се случија некои моменти дека Осого не ги и постигна резултатите кои ги заслужуваше. Само ќе еден факт ќе сакам да го потенцирам и да го споделам со јавноста, фактот дека фудбалската публика се враќа на стадионот во Кочани. Значи бев сведок на поголем број надпревари, има љубители на фудбалот, има навивачи, има спортски ентузијасти и сметам дека Кочани заслужува да има второлигаш. Се надевам во способностите и верувам во способностите на луѓето кои го водат во моментот, ќе направат сигурно напори, без разлика што е сериозна конкуренцијата и за надпреварување и за опстанок и за првото место, дека ќе најдат напори и со постоечкиот фудбалски кадар ќе ги задржат позициите кои ќе овозможат и во наредната година да се надпреваруваат во втората фудбалска лига на Македонија. Значи, тоа е желба на сите искрени љубеници во фудбалот. Добро е за градот Кочани, добро е за пропагирање на фудбалската игра и се надевам дека на крајот од сезоната Осово ќе биде повторно второлигаш. Вие сте оптимист, така. Сашко, исто прашање јас и на тебе би ти го поставил, бидејќи многу пати разговараме на оваа тема. Осово ќе го биде, не го биде, дека беше у трета лига, зашо не влезе во втора лига, не се мината го сезона обезбеди таа фамозна котизација, ај па показно се обезбеди. Тоа е сега минато свршено време. Меѓутоа, ти како спортски работник и еден од постојаните желбата на сите љубители, искрени љубители на фудбалот во Кочани, па и пошироко, е Осогово да остане второлигаш и да создаде здрава екипа, што ќе се надпреварува квалитетно во втората лига. И меѓутоа, моменталната ситуација е таква како што е, не е баш сјајна. Розова. И моето мислење е спротивно од Папазов. Со постоечкиот играчки кадар, со постоечката организациона поставеност, сметам дека Осогово тешко ќе се носи со првенството во втората лига. Тоа го согледавме сега во подготвителниот период. Со кој фонд на играчи настапува Осогово, каква е формата нивна и сметам дека и распоредот на почетокот на првенството, ние во првите 4 кола 3 надпревари играме надвор и мислам дека тешко ќе се обезбеде опстанокот, меѓутоа надежта додека постоje треба да се игра и да се боре и никој пат шансите не треба да бидат изгубени и да се надеваме. Сите тоа го посакуваме Осогово да игра во втора лига. Ти видовме дека на почетокот на првенството, кога Осогово постигнуваше добри резултати, имаше добра игра и кога немаше резултати, имаше добра игра, публиката беше присутна на стадионот и го бодреше и навиваше за Осогово и како одминуваше првенството и публиката се намалуваше и интересот за гледаност на Осогово и игрите на Осогово беа се повеќе бледи и бледи до на крајот на првенството. Дали е добро за Осогово, мислам, за судискиот ваш актив Осогово да биде во втората лига? Па тоа е многу добро и за судискиот актив и за младите играчи. Значи со самото учество на Осогово во втората лига, значи Осогово мора да биде застапено со младинско и кадетска екипа во таа лига.
што во претходните 5-6 години кога Осогово играше во третата лига, Осогово немаше младинско-кадетска екипа. Значи сега Осогово добива надпревари и судиите добиваат надпревари да судат во Македонската лига на младинци и кадети. И со тоа добиват и надпревари повеќе, и искуство и судиите, а тоа е добро и за сите тие млади категории. Ја и во претходните емисии на неколку наврати имам споменато дека главниот проблем кај Осогово беше значи општина Кочани имаше има се уште екипи кои се такмичат во пионерска лига. Квалитетни екипи тоа се. Претходно мораме да напоменеме беше Слога Филип II. Овие 2-3 години е Кочани. Со Саса и Саса има още добра екипа. Тука за цело време и Осогово има квалитетна екипа. И проблемот беше што тие квалитетни пионерски екипи, кога тие нивната возраст не дозволува да се такмичат повеќе во пионерска лига, значи они немаа каде да напреднуваат. Значи сега со такмичењето на Осогово во втората лига, играчите, кадети и младинци, што го напомена и Папазов, дека една комплетна генерација од Кочани премина во Осогово, за да се такмичат во кадетска и младинска лига. Што е добро и за децата, за сите, за целата општина. Не само за Кочани, за Осогово, тука се и Виница и други, што можат да се стварно тие квалитетни деца што се да напреднуват натаму. Јас се почнав емисијата со вас, сакам и со вас да ја завршам. Вака не сме разговарали на таа тема, меѓутоа моја желба е додека сте председател на Општински фудбалски сојуз, дали ќе направите напор, бидејќи годишното собрание изборно е следната година, 2013, мислам на 4 години дека е. 4 години мандатот, 2009 беше минатото, следното е 2013. Да. Дали до крајот на вашиот прв мандат, можеби ќе продолжите, ќе се заложите да направиме еден меѓународен надпревар, на ниво или на женска фудбалска репрезентација или на младинска репрезентација на Македонија. Нова тема сме разговарале во други прилики. Сметам дека Кочани заслужува еден таков надпревар. Друго е прашањето на спремноста на фудбалскиот терен и просториите на фудбалскиот стадион. Значи ќе треба одредени подобрувања да се направат и на самиот терен и на просториите, собликувалните, просториите за фудбалските суди, за делегатите. Треба да се направат одредени подобрувања за да одговориме на критериумите за едно такво ниво на организација. И останува третиот момент, контактите со фудбалската федерација, лобирањето таму и за соодветна категорија на надпреварување да обезбедиме надпревар со меѓународен предзнак. Јас зборот ми беше најмногу за тоа што Осогово има многу подобри услови отколку што нуди стадионот во Виница. Минатата година во Виница се одигра на кадети, мислам, репрезентацијата кадетска или младинска беше репрезентација на Бугарија, беше гостин и одигра 2 надпревари со нашата соодветна селекција. И од таков карактер, мислам, дали може се надевам дека ќе се потрудиме и ќе добиеме таква можност да мора да ти го запаметеме првиот мандат по нешто тако. Иначе немаше да кажуваме друго. Сега ќе вртеме работа околу фудбалски клуб Кочани. Овие ги избориме пред јавноста. Треба да направиме напори повеќе со соодветните комисии или селекторите на различните категории во фудбалската федерација, да ги анимираме да дојдат да ги искористат поволностите на фудбалскиот стадион од Кочани, а во исто време и да организираме еден таков надпревар. Јас се надевам дека во некоја блиска иднина, доколку се средат работа, бидејќи ако се направи еден соодветен објект во близина на спортскиот стадион, дека Кочани сепак нуди добри услови за едни подготовки да почнат да се одвиваат тука. Вие сте директор на комунално јавно предпријатие Водовод, во непосредна близина е топлата вода. Дали може таа да се искористи за некои цели? Секако, топлата вода се користи за загревање на училиштата во Кочани, може да се искористи во загревање на просториите на фудбалскиот стадион или за технолошка вода за одржување на хигиената на фудбалерите. Исто така е во близина, треба да се направат одредени инвестиции и приклучок на тоа. Ама на сета таа работа треба да гледаме како еден спортски комплекс. Значи спортски
комплекс составен од еден базен со Топла димензии, па и со топла вода потенцијално да се приклучи. Тениските терени во непосредна близина на овој комплекс и фудбалскиот терен како дел од сето тоа. У исто време сакам да ги потенцирам и можности кои ги нудат фудбалските стадиони во околината на Кочани. Значи во лошите временски услови, во зимски услови, знаеме дека и Осого своите надпревари ги играше во Оризари заради квалитетната подлога на фудбалскиот терен во Оризари, изворениот, односно два терени во Чешиново имаме, едниот кој го финансираше владата, односно Агенцијата за млади и спорт, и кој возможува за одигрување на ноќни надпревари. Исто така фудбалскиот стариот фудбалски терен во Чешиново, каде се одржуваат или денските спортски игри, исто во добра кондиција, и сметам дека се тоа едни од предусловите за овакви потенцијали да понудиме на фудбалски екипи, па и релативно Кочани има погодни климатски услови за да организират едно ниво на подготовки во... Ако не можеме да имаме прволигашка екипа и второлигашка, барем можеме да организираме добри подготовки на другите екипи. Па сега прашањето е за второлигашка екипа имаме во моментот, прволигашка бара многу повеќе, многу посериозна работа, организационни поставености и финансиски средства бара. Кочани имало прволигаши, имало изворедни успеси, има историја, има традиција во Кочани и сигурно кога ќе се создадат можности и се подобри организацијата, Кочани сигурно ќе има своја фудбалска екипа во првата македонска лига. И вие, Сашко, некој значи сте врзани за таа традиција, бидејќи вие игравте фудбал. Сашко беше по долго време судија. Он како фудбалер не успеа, единствено Стришин ништо не може да успее како фудбалер. Ви благодарам што бевте гости во емисијата. Ви посакувам на вистина успешна пролет и на судиите успешно судење. Јас се надевам дека по завршувањето на првенствата во една вака порелаксирана исто емисија ќе седнеме, ќе направиме една анализа за сработеното и мислам дека тоа ќе биде добро сработено и од ваша страна и од ваша страна. Благодарам за поканата, стоиме на располагање. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше емисијата што сакав пред почетокот на, ајде да кажем, официјалниот дел на пролетната фудбалска сезона, да ви ја понудам со моите соговорници. Мислам дека ви одговорија на неколку прашања што оваа седмица ве иритираа, ме сретнувавте, разговаравте. Мислам дека сте задоволни од она што одговорите што ги добивме, бидејќи 20 мои гости денес навистина мислам дека дадоа добри одговори и отворено зборуваа. Ви благодарам за вашето внимание, ве поздравувам, ви закажувам следна средба во истото време следниот петок, а до тога да сте ми живи и здрави, довидување.